Присуствува на денешната Собраниска комисија за финансирање и буџет, на чиј дневен ред е новиот заем од 260 милиони евра. Одиме во живо во собранието, седницата ја следи колешката Катерина Нешкова. Катерина, дали седницата се одржува и без присуство на СДСМ? Да, така е, Деспина. Седницата се одржува и без присуство на опозицијската СДСМ, но и на останатите опозицијски пратеници. Со ова практично власта е на чекор до завршување на Комисијата за финансирање и буџет и потврдување на заемот од 260 милиони евра, кој што заем го зима државата преку конзорциум од 8 банки. Се работи за прашање кој што изминативе денови доби политичка конотација вдека во парламентот, имајќи предвид дека опозицијата беше против ваквото задолжување, иако се работи за планирано задолжување најавено уште при носењето на буџетот за ова година. Инаку оваа комисија ја раководи кадар на СДСМ според деловникот, најголемата опозицијска партија Сања Лукаревска, но таа откако првично помина заемот како точка на дневен ред на седницата, на пленарната седница, ја закажа комисијата и откако беше изгласан тамошниот дневен ред, ја прекина и повеќе не ја продолжи, не ја закажа, што значеше дека заемот може да биде блокиран. Ова беше причина собранискиот спикер Гаши утринава по барање на мнозинство од членовите во собраниското тело да закаже продолжение на седницата и да назначи свој председавач, тоа во случајот е Бојан Стојановски. И од ВМРО ДПМН. Ова ги изреволтира практично СДСМ, кои што одлучија воопшто да не присуствуваат на ваквото собраниско тело, за што реакција имаше утринава и лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој освен што говореше дека задолжувањето, новото задолжување и уште повеќе ќе го зголеми долгот на државата и ќе ги задолжи идните генерации, најави дури и интерпелација за собранискиот спикер Гаши, како и кривична пријава, бидејќи сметаат дека неделовнички е одземено правото на Лукаревска да ја раководи оваа комисија. Во продолжение Филипче. Нашата пратеничка група нема да учествува во ова брутално секојдневно задолжување на земјава за огромни суми, стотици милиони евра, милиарди евра пари, кои што не одат никаде, освен строго контролирано во партиските фирми преку тендерските постапки. Ние нема да учествуваме во комисиската расправа на оваа тема и целосно се повлекуваме од неа. Дополнително, сакам да укажам на уште еден скандал. Скандал кој што не е нов и кој што председателот на собранието веќе во континуитет го спроведува, а тоа е да, кршејќи го деловникот, закажува состанок на Комисијата за финансирање и буџет, комисија која што ја води нашата пратеничка Сања Лукаревска, и покрај тоа што е таа тука и не е отсутна, а деловникот тоа не го дозволува, кога пратеникот е тука, тој задолжува друг пратеник да ја води ова комисија. Имајќи предвид дека ова е веќе пракса на председателот на собранието Африм Гаши и со тоа го крши деловникот, најавуваме дека ќе поднесеме кривична пријава и интерпелација за председателот на собранието. Сосема спротивни аргументи беа понудени од власта. Бојан Стојановски, тој кој што раководи со ова собраниско тело место Лукаревска, вели дека се било според деловникот, дури се понуди, вели ако смета дека СДСМ не се постапува деловнички, нека поднесе интерпелација и за мене како председавач на ова тело. Дополнително тие велат дека заемот е неопходен, планиран и ќе се користи пред се за капитални инвестиции, што е во корист на граѓаните. Еве ги аргументите на Стојановски. Прво, дека има најповолни можни услови кои што во моментов се достапни на пазарот и убедливо најповолни услови кои што некоја земја од регионот ги има обезбедено. Второ, дека со овие средства
ќе продолжи интензивното реализирање на капиталните инвестиции, нешто што согласно податоците на Државниот завод за статистика може да се види дека секторот градежништво расте двоцифрено во повеќе квартали. Понатаму, ќе продолжи растот на бруто домашниот производ, бидејќи 6 квартали поред имаме 3,5% раст, нешто што не е случајно во историјата на Република Македонија. Со овие средства ќе се финансираат повисоки плати, повисоки пензии, изградба на одеднаш 3 автопати, на брза пруга, на реконструкција на пругите, на нови болници, на нови училишта и продолжување на изградбата на 1200 точки во државата на кои што се имплементираат капитални проекти. Но што е уште поважно, нешто што сметам дека е крунски доказ и факт зошто СДСМ денеска покрај сите оние денови пресконференции нема да учествува на расправата, е дека со дел од овие средства ќе се финансира втората транша на исплаќање на еврообврзница земена во 2020 година, се извинувам, а која што достасува за плаќање во јуни. Така, ова беа аргументите на власта. Нив можеме и во моментов да ги слушнеме на собраниската дебата во Комисијата за финансирање и буџет. Инаку заемот прв го образложи заменик министерот за финансии, еве дел од неговото излажување. Се избра најефтината, најповолната понуда на пазарот во моментот, која што има и за разлика од определени земји во регионот и де факто се покажа дека на вистина условите по кои што се зема овој кредит, за кој што во моментов се одлучивме да биде во износ од 260 милиони евра, е на вистина по најповолни услови на пазарот. Она, доколку има потреба за остатокот до 300 милиони евра, како што напоменав и на собраниската говорница, кога ги образлагав причините зашто да иде по скратена постапка, кажав, ете вчера се потврди, ете до реформската агенда, дека доаѓаат средства кои што ќе бидат подкрепа на реформите кои што е сериозно посветена оваа влада, и тоа е една од причините зашто не се отиде до максимумот од 300 милиони евра за поземување на овие средства. И за на крај само да споменеме дека од Комисијата за финансирање и буџет денеска заемот ќе треба да помине и пред законодавно-правната комисија, а веќе за утре се планира и пленарна седница на која што овој заем ќе биде потврден за да може и да се реализира. Петрина Нишкова, благодарам за овие информации, секако детали новаат има пренесувам и во